Ајде, време е за првиот разговор овдека во студиото, една навистина интересна и важна тема за повеќето од вас. Ке зборуваме за пазарот на труд кој во годините наназад се менува, некои професии стануваат се побарани, за други има се помал интерес, а дел од работните места и постојано се менуваат или пак и исчезнуваат. И додека често слушаме дека иднината е во дигиталната технологија, во програмерството, реалноста покажува нешто сосема интересно. И во Европа и кај нас сериозно недостигаат луѓе за голем број на конкретни работни места. Во Македонија, според неодамнешните податоци и изјави, има повеќе од 10.000 слободни работни места. Кои професии ќе бидат најбарани? Дали факултетската диплома се уште е најсигурниот пат до работа и што треба да направи човек чија професија постепено се менува. За иднината на работата и промените на пазарот на труд денеска разговараме со професорот по трудово право Лазар Јовевски. Добро утро, професоре Јовевски, добре дојдовте во Јасака Македонија. Добро утро и благодарам за поканата. Професоре, на почетокот да започнеме со еден интересен парадокс. Во време кога постојано зборуваме за невработеност, за автоматизација и технологија, всушност имаме сериозен недостаток на работници. И кај нас, споменав и во најавата, имаме потреба од 10.000 работници или 10.000 слободни работни места. Како дојдовме до ситуација да има работа, а да нема кој да работи? Има работа, а нема работници. За Македонија е нешто што е релативно непознаница. Во последниве 35 години ретко се случувало тоа што се случува денес. Да, зависно од кој квартал во годината зборуваме, но наназад веќе година-две, да имаме недостаток на работна сила која што се движи помеѓу 7.000 до 10.000 луѓе кои што фалат на пазарот на труд. И тоа според мене е очекувано, затоа што предходните години не се работеше соодветно на тоа да се младите луѓе насочуваат на вистински кариерни развои, во вистинските професии, во тој дел каде што требаше барем визионерски да се предпостави, ако ништо друго, ќе има недостаток од работна сила, односно во која насока се движат нештата. Знаете што? Работите во делот на трудот, работните односи, светот на трудот, се менува многу брзо и се менува на начин што овој вид на револуција, така наречена пета индустријска револуција, која што е поврзана со вештачка интелигенција, се случува толку брзо што човештвото, не зборам сега за Македонија и македонските граѓани, него човештвото е во една позиција да не може да ги прати сите овие промени кои што се случуваат. Сега, кога тоа ќе го ставите во микрокосмос од Македонија, добивате една, би рекол, уникатна, добро кажавте вие, парадоксална ситуација, каде што имаме, би рекол, недостаток на работна сила, токму заради немањето на претходни стратегии во која насока ќе се движи образованието, во два, што ќе развиваме како стратешки цели на нашата индустрија, земјоделие или така натаму, и по три, желбите, амбициите наспроти можностите. Сето ова претходно недостасуваше и сега се соочуваме со овој предизвик. Би рекол, оваа сега политичка гарнитура, елита, оваа влада ќе треба да се носи со овој предизвик кој што дополнително е обременет со тоа што се нарекува дигитална трансформација на економијата и вклучување на вештачка интелигенција во трудот, односно на самите работни места. Што значи тоа? Тоа што го гледаме во првиве години, ова се случува 10 години наназад, но во првиве години кај нас со имплементација и на дигиталните платформи и вештачката интелигенција е дека се губат работни места. Односно, одреден број на работни места се губат, а одреден број на нови работни места се креираат. И каде е сега, би рекол, куката, она што народот цаката? Во кој дел се случува таа трансформација? Клучното прашање и одговор на кој што треба да дадеме, да си го поставиме пред себе, да дадеме одговор, не само ние туку и генерално, е дали брзината на создавање на нови работни места го прати губењето на новите работни места. Статистиката покажува не.
дека побрзо се губат работни места отколку што се креираат нови работни места. И повторно, сега од каде парадоксот во Македонија? Немаме се уште, покрај овие претходни 3 набројани недостатоци од минатото, кои што не ги поставивме на време, како наши цели, таргети, точки на визија на делување, во моментов се случува една ситуација на менување на системот, односно инкорпорирање на дигиталните платформи и вештачката интелигенција и во Македонија. Тоа секако не оди со темпо како што се случува на пример во Кина. Секако Македонија не е во таа брзина како некои други земји, меѓутоа почнува и кај нас и тоа се случува последниве 2 години, особено и со Министерството за дигитална трансформација, каде што гледаме дека голем број на услуги барем во јавниот сектор се има за цел во следниве години, нели до крајот на 2020 да се така. И сега гледате, со самото тоа веќе потребата од административни службеници кои што не знам ќе треба да ударат печат или да заверат бројче на хартија и така натаму, да се губи. Тој тип на трансформација е неминовен, но по мене најголемиот предизвик кој што сега се случува и кај нас, но и глобално, планетарно е што оваа генерација, јас, вие, луѓето кои што сега живееме, немаме точна опиплива иднина што ќе се случува во следните 15 години на полето на трудот. За 5 години се претпоставува и колегите од другите универзитети, јас го делам тоа мислење дека во светот на трудот многу ќе се смени. За 10 години ќе имаме драматични промени во делот на економијата, за 15 години дека нема да го препознаеме ова што денес се нарекува работен однос. Дали тоа се однесува нели на пократко работно време или на тоа дека работната недела ќе трае 4 дена или не, ќе зборуваме малку подоцна. Меѓу другото и тоа. Да. Оно што многу ме интересира кога зборуваме за недостаток на работници, кои професии денеска најмногу ги бараат работодавачите или практично кои се луѓето кои што најлесно може да дојдат во овие моменти сега до работа? Анализите и статистиките покажуваат дека недостасуваат работници веќе традиционално во неколку сектори, тоа е градежниот сектор, тоа е ugostителството, туризмот, услугите кои што се даваат, исто така во IT секторот, иако се бележи намалување на недостатокот во IT секторот, но и таму имаме исто така недостаток. И би рекол токму во оние занаетите, односно оние луѓе кои што треба да дадат стручна услуга како што е електрика, водовод, значи поврзани со така наречените мајсторски работи, и тоа покажува дека токму заради маргинализацијата предходните години на овие струки, голем дел од луѓето не оставија своји наследници, не се пренесоа знаењата на следни генерации, немаше интерес за упис во тие стручни средни училишта. Дел од луѓето кои што работеа во овие сектори си заминаа од државата, отидоа негде во соседството или малку понатаму низ Европа да бараат повисоки плати и подобри услови за работа. И сега што се случува? Се случува да овие сектори релативно брзо ги покачуваат платите и ги подобруваат условите на работните места, се со цел за да ги задржат луѓето кои што веќе недостасуваат. И сега би било добро кога барем одреден број од тие луѓе кои што заминаа од Македонија, инспирирани од повисоките плати во секторите градежништво, туризам, услуги, занечисто и така натаму, да почнат да се враќаат кај нас или да отвараат собствени бизниси или кај други работодавачи да се вклучуваат во нивните компании, затоа што велам се менуваат, сериозно се менуваат условите во добра насока и по однос на платите и по однос на самите работни права кои што им ги нудат работодавачите на овие дефицитарни веќе кадри. Следствено на ова што го говорите, долги години на младите им се зборуваше, учете, завршете факултет, тоа е сигурноста за иднината, но еве, како што слушнавме од вас, денес имаме една нова ситуација во која еден добар електричар, механичар, заварувач, техничар или друг стручен работник може да биде исклучително баран на пазарот. Дали може би погрешно сме го сватили вреднувањето на професиите? Па сега се надевам нема да бидам погрешно сватен, гаранција нели за сигурна работа. Видете,
ние во тој дел апсолутно ја како млад човек, јас кога бев средношколец па и студент, не ми беше јасна матрицата на размислување, синко, керко учи за да не работиш, за да заврши факултет, за да влезеш не знам каде во некоја си институција или не знам што. Тоа е, би рекол, поклонички менталитет, менталитет на робот, роб како состојба пред се на умот, и каде што не се охрабруваа младите луѓе, децата, нели, синовите, керките, да имаат еден поинаков пристап во трудот, да имаат еден предприемачки дух и стил на размислување, да секогаш размислуваат што понатака, дека не е толку страшно и да не се успее на прва, дека има следна шанса и така натаму, но, велам, тоа е во делот на она како сме се воспитувале, како културолошкиот дел, секако постоеше и, би рекол, голем процент на невработеност, па тоа делуваше од друга страна негативно. И трета работа, и го стимулираше ова прво во начинот на размислување, и трета работа е што ние немавме во периодот на претходниве 30 години, би рекол, ако можам така да кажам, една школа или обуки кои што ќе ни помогнат како да ја водиме државата, како да ги водиме процесите во државата, како да се водиме себе си во овие процеси. Со други зборови, немавме школа на лидерство. Знаете, во некои претходни системи имаше посебни школи за политички лидери, за ова. Имаме ние сега преку лето се случуваат некои летни школи, нели, во некои градови низ Македонија и така натаму. Меѓутоа, тоа не е по мене суштината, каде што треба на младите луѓе да се објасни што значи да работиш, што значи да влезеш во трудот, што значи да успееш, што значи да не успееш. Ако не успееш, што да направиш, што значи како во животот, бидејќи, знаете, сега многу актуелно во соседството, па и кај нас се почна да се дискутира со војската, да се вратила таа дисциплина пред се, луѓето на тоа веројатно размислуваат, и видете, тоа има некоја своја логика, затоа што кога се има одреден тип на дисциплина во животот, целите полесно и побрзо и се остваруваат и се стига понапред во животот, и веројатно некои претходни генерации тоа го знаат и сега бараат што ни фали во моментов. Меѓу другото, да, и тој тип на дисциплина, или би рекол лидерство, кое што треба да ни помогне како да функционираме во делот на трудот. Сега, видите, не можеме да ги разбереме процесите ако само ја гледаме статистиката. Не можеме да ги разбереме процесите ако само го гледаме правото или економијата. За да видиме што ни фали и како да одиме напред, мора да ги опфатиме, работиме повеќе слојно од повеќе страни. Тоа ретко се случува кај нас. За лидерството во работните односи ретко кој зборува. Со сета почит, навистина ретко слушам да некој покрај мене каже некој работи во тој дел и да ги постави работите така. Но за ова се зборува во светски рамки. Ова е нешто што е дел од големите конференции, школи, обуки и така натаму. И сметам дека токму во овој дел, во иднина ќе треба да сите да работиме, да се развиваме, па и да ги решаваме сега предизвиците кои што се поврзани со недостатокот на работна сила во одредени сектори. И не е се и во преквалификација и доквалификација. Не е идеалното решение и само да се увезува работна сила, разбирате? Затоа реков претходно, ние имаме луѓе кои што си заминаа. И сега јас гледам еден добар потенцијал во состојбите како што се сега на пазарот на труд во Македонија, да успееме да вратиме, нема сите да се вратат, тоа треба да ни биде јасно, да бидеме искрени пред себе и пред другите, но еден убав дел можеме да мотивираме да се вратат назад. Професиите кои што се барани на пазаров, кои не изненадуваат сите, нели, не се програмери, туку се електричари, повеќето водоинсталатори, изненадува фактот дека тоа не се практично не високо образовни кадри. Дали факултетската диплома денеска е гаранција за сигурна работа? Не. Никогаш и не била, но тој наш начин на размислување, културолошки моментум кој што го имавме претходниве децении, го наметна тој стереотип, би рекол дури. Многу успешни менаџери во светски рамки не се на најјаките факултети, не доаѓаат од Хардвард, од Оксфорд, не сеќате од Универзити Колумбија или од Кембридж. Туку доаѓаат од некои просечни школи, државни училишта низ светот и така натаму, дел од нив и дури немаат високо образование. Начинот на кој што се размислува
во пазарната економија е суштински всушност елемент кој што треба да помогне како дали си ти успешен во работата или не си успешен во работата. Образованието треба да помогне да се остручи човек професионално, да може најдобро да ги извршува работните задачи со знаење и вештини, базирано на собствените таленти кои што претходно ги има човекот, веќе во себе ги носи. Тоа е тој дел на професионално насочување, работа со млади, кој зашто го бива, нели народски кажано, и соодветно на тоа младите луѓе да се насочуваат што да учат и дали да продолжуваат со високо образование, ако одат на кој факултет да одат. Таа професионална квалификација, насочување, ориентација, всушност е нешто што е познато, но кај нас не се практикуваше на вистински начин и негде каде што го има, па еве и денес на некои факултети, на универзитетите и така натаму, се чини дека не одговара на реалните потреби на човекот наспроти објективните услови на пазарната. Па дури може да се случи дека повисока плата ќе земе некој кој што да речеме со средно образование, односно има струка како електричар, отколку некој кој што ќе рече јас посветив години на учење. Таа фрустрација постои помеѓу оние кои што се или без факултетска диплома. Постои и од секогаш постоела. Пазарот на труд нели диктира кои работници се потребни. Па тоа е таа пазарна економија. Да, тоа е тоа. Цената која ќе ја зема, односно платата која се заработува. Професоре, кои професии според вас ќе бидат најбарани во следните 10, 15, 20 години, иако рековте дури ни глобално светов не може да предвиди што на пазаров на труд ќе се случува за 15 години со развој на автоматизацијата, на дигитализацијата, на вештачката интелигенција? Да, навистина е многу тешко да се каже сега што во која насока ќе се развиваат работите, бидејќи светот е на крстосница и е во една неизвестност, но постојат три работи кои што сметам дека во следните 10 до 15 години ќе бидат клучни за човекот ако сака да биде успешен во светот на бизнис или на пазар на труд. Прво, треба да има добар ум, значи да има знаење, да има добар интелект. Тоа ќе се бара покрај тоа. Не само фокусираност во една професија, туку се бара мултитаскинг знаење и вештини, тоа значи дека ќе треба да покрај со умот да се работи и со срцето. Тоа значи социјалната и емотивната интелигенција и тоа како ќе бидат многу значени, бидејќи губењето на работни места и драматичните стресови при промените кои што ќе се случуваат ќе бараат психолошка поддршка за вработените, за луѓето, за општеството, за граѓаните, кои што ќе треба да се даде. И трета работа, мануелноста, значи телесните активности, значи не е доволно само и ум и со срце да се вклучува во трудот, туку ќе треба да се имаат и конкретни вештини, апропо ова што го зборувавме предходно, кои што ќе му возможат на таквиот профил на потенцијален работник да може успешно да се снајде и да успее да просперира, да напредува на пазарот на труд во следните 10 до 15 години. Ако едно од овие три работи недостасуваат, да знаете дека ќе биде потешко за таквиот профил на човек, би рекол па и на стручњак. Се бара сега, се менува светот. Нема фокус. Јас знам само ова да правам и за тоа сум остручен, за тоа сум способен, сум учел факултет за тоа и сега јас сум тоа. Не, значи еве во мојата професија во правото се бара и дигитални вештини, работа со социјални мрежи, мораш да имаш и други вештини, менаџерски вештини и така натаму, ако сакаш да си успешен, не знам, адвокат, па би рекол дури и судија и нотар и така натаму, затоа што бара работа со луѓе, а луѓето си имаат свој начин на размислување и делување. А сега спротивната страна, кои професии се во најголем ризик да исчезнат или значително да се намали бројот на луѓето кои што работат во овие професии? Па веќе се случува. Оние кои што се може многу брзо и лесно да се заменат со вештачка интелигенција, такви се голем дел од техничките работи. Значи, од аспект на архивирање, од аспект на, би рекол, графика, од аспект на кодирање, програмирите важат за и денеска важат за најплатените, но вештачката интелигенција полека навлегува и во... Мислам дека тука малку не ги разбираат работиве, ако е ова за крај. Јас често разговарам со овие луѓе, во струките, во овие струки, и они велат, да, професоре, но човекот ќе мора да биде вклучен, ќе мора сепак човекот да
мислам дека не им е јасно до каде отиде на дигитализацијата, односно вештачката интелигенција. И во која насока се движат нештата. И според мене дури и во опасна насока, бидејќи до сега во сите индустријски револуции, секој човеков напредок во техниката ние имавме контрола. Во оваа работа се плашам, ова во наводници се плашам, значи имам одредена грижа дека ние веќе немаме контрола во овие процеси, односно допрва ќе ја губиме контролата. Можеби сега не ни изгледа така, особено од македонски агол на гледање на нештата, бидејќи кај нас се уште не е инкорпорирано, но работи тоа драматично брзо и нема да има потреба дури од човек во некои работи, во некои професии, каде што сега се уште мислат дека да ќе се смени, ќе има многу АИ ќе влезе, вештачката интелигенција ќе влезе, но сепак човекот ќе биде во позадина, не, се лажат. Најлесно да кажеме, младите знаат да се приспособат, но што е со човек кој има 45-50 години, има 20 годишно искуство во една професија, а таа професија, еве, да речеме заради дали демографски, дали вештачката интелигенција, професија се менува на пазарот на труд. Дали во еден човек ќе мора неколку пати во животот да ја менува професијата? А што се 40 на години? Така? Значи, мислам ова малце нели на шала, но кој како се чувствува. Според мене учењето не престанува цел живот. Јас тоа го знам како професор. Во мојата струка нема, додека си жив, учиш, читаш, константно надоградуваш и ги посебно во мојата подобласт, како што се работните и трудови односи, но имаше, јас се сеќавам на учебникот по еден предмет римско право кој што го земав, ми го поземи една пријателка, другарка и прво што пишуваше горе учи и само учи. А сега тоа се нарекува во поширок контекст long life learning, значи доживотно учење, концепт на доживотно учење. И веројатно тој концепт на доживотно учење ќе помогне да луѓето бидат конкурентни, поприлагодливи, конкурентни на пазарот на трудот. И сметам дека да, во овој период, меѓу период, додека вештачка интелигенција уште не е навлезена така силно и длабоко во трудовите односи, ова ќе помага. Но можеби ќе дојде време кога и тоа нема да биде доволно, затоа што колку може еден човечки мозок, еден ум за еден човечки живот да прими информации и да научи се. Се ли можеме да научиме? А ќе имате наспротив вас нешто што во милисекунда го знае тоа, го има тоа знаење, информации се. Особено во оние професии каде што се бара да се вклучува умот или информацијата. Ако технологијата ни возможува да произведуваме повеќе и побрзо со помалку луѓе, се поставува едно логично прашање, нели? Дали иднината значи дека ќе работиме помалку? И да и не. Да, теоретски, и тоа се покажува во одредени примери, кај што се губат работните места, но од друга страна, што ќе прават луѓето, како ќе го организираат своето слободно време? Ќе бидат слободни, да бидат креативни, да прават што сакаат. Менувањето на светскиот поредок всушност е пред се менување на начинот на организирање на економските и трудовите односи. И тоа историски од антика па до денес е тоа. И кога зборуваат за оние големи зборови на светски поредоци што се менува, всушност се менува начинот како ние функционираме во трудот, во работата, како ја организираме економијата, меѓу другите нешта. Ако имаме од повеќе луѓе со слободно време, тогаш доаѓа до израз она максима која што веќе се зборува и на настани, конференции и така натаму, за универзална плата. За светска плата, значи нема ни нешто, ќе добиваш одреден инкам, велат приход, кој што ќе, дали работел, дали не работел и тоа ќе ти биде и толку е. Но дали човекот ќе биде исполнет, да не заборавиме, работата има и своја духовна компонента. Ние сме создадени да бидеме и во трудот и да работиме. Тоа е дел од нашиот карактер и од нашиот духовен моментум. Дали ќе бидеме во радост? Некој ќе каже, професоре, што зборувате, па да земам плата и да не работам уопште, па тоа е милина. Па не би се сложил, можеби некој така размислуваат. Јас сметам дека апсолутно тоа не е така и дека човекот има потреба да работи, да креира, да создава нешто. Ние сме креатори во себе, ја носиме креативност. Ако тоа не го манифестираме, стануваме длабоко несреќни како личности.
И тука е клучот. Вие може да имате многу пари, ја познам и такви луѓе, па дури и во Македонија, но се несреќни. И сега, што е целта, на крајот големото прашање, зошто живееме и што е целта на животот? И кога гледате од призма на труд и работни односи, токму овие нешта треба да дадат одговори. Затоа реков само статистиката не може да ви одговори. Зошто вие работите, Иван? Зошто јас работам? Меѓу другото, што е целта на нашиот труд, нашава работа? Зошто сме денес овде во оваа емисија? Што е поентата? Значи, има некоја цел позадинска. Секој треба да си го постави тоа прашање во рамки на трудот. Да завршиме со нешто практично, ако сега не гледа некој 18 годишник кој треба да избере што ќе работи во следните 20 или 40 години, што би го советувале да учи? Па но ова веќе јас да вистина сум го зборил и пред студентите, ме прашуваат. И јас вака им велам. Ја веќе го кажам и за сите македонски граѓани, млади луѓе, па и повозрасни, кои како се чувствува. Прво, работете тоа за што ве бива, значи за што имате таленти, но направете го во комбинација со она што се бара на пазар на труд во моментов. Значи не можете да сакате вие да бидете космонаут, тоа ви е вашиот повик. Во Македонија зборам, а немаме школа за космонаути, немаме космодром. Значи ќе треба да ја напуштите државата, да одите на друго. Значи зборам за овде, има простор, има потреба од работа. Видете кои таленти ги имате, каде можете да бидете среќен во работата, да ви исполнува работата и каде тоа на пазарот на труд можете да го вклопите. Не е баш едноставно, но не е ни пресложено, може со мало водство, со одредени насоки да се дојде до целта и навистина, ако тоа се постигне, младиот човек ќе биде среќен на работното место, бидејќи работата покрај парите има и други елементи кои што како што кажав и претходно, го исполнуваат човекот и го прават среќен. Професор Јовевски, ви благодарам за гостувањето и за разговорот. Навистина куса времето имаше уште многу толку да разговараме. Во некоја следна прилика, очигледно од оно што сватив е дека пазарот на труд драстично се менува. Најголем предизвик можеби нема да биде дали нели ќе има работа, туку дали ќе имаме знаење и вештини што ќе ги бара таа работа. Токму така. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и уживав во разговорот. Ми беше навистина голема чест.